Вие сте со Дневникот на КТВ, продолжуваме тема на денот, уставни измени, актуелно политичко прашање кое што се провлекува и во наредниот период. Во наредните минути ќе разговарам со пратеничката од СДСМ Даниела Колева, таа е наша гостинка. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Пратенички уставни измени е актуелно политичко прашање. Опозицијата вели нема да дојдат уставни измени. Премиерот вели дека ќе се направи се да се изгласаат уставните измени и да се продолжи патот кон евроинтеграциите на Македонија. Што се случува? Се одржа седница на парламентот, истата беше прекината. Има ли индиции кога ќе продолжи и дали власта веќе обезбедува мнозинство до суб 10 гласа за да поминат уставните измени? Точно така, на 18 август се одржа седницата на која што беа поднесени амандманите, односно се усвои потребата од амандманите за промена на уставот. Со тоа што пратениците од мнозинството гласавме за, меѓутоа пратениците од опозицијата гласаа против. Исцрпена е расправата во однос на говорите по тие уставни измени, односно амандманите. Меѓутоа, ќе се одложи гласањето се додека не се добие потребното мнозинство за гласање. Опозицијата вели дека тоа е противделовнички да се одлага седницата кога внатре имаше 115 на пратеници. Не е точно, заради тоа што тоа е пракса години наназад. За голем дел од законите за кои што во моментот нема доволен број на пратеници за да се изгласаат тие закони, како завршува расправата, се до денот додека не се создадат услови, се остава да се гласа на тој ден. Така да, од најразлични причини, некои пратеници се отсутни, некои службено се отсутни, некои потоа се гласа на еден определен ден. Меѓутоа сметам дека точно на оваа влада и се паѓаат сите тешки државнички одлуки кои што треба да се донесат. Тоа се гледа и низ историјата и низ минатото. Ова е еден пресуден момент, би рекла, за нашата држава и патот кон кој што се движиме, заради тоа што ова е една стратешка определба која што од 91 година па натаму е определба на сите влади. Ова е цел која што буквално сме сега стигнати до овој услов, исполнување на овој услов, за да може да ги започнеме, значи, поглавијата, да може да се отвараат поглавијата со гласањето на овие уставни измени и со одржување на втората меѓувладина конференција, пошто би почнали да се отвараат тие поглавја. Само да разјаснам во интерес на граѓаните, во што се состојат тие уставни измени. Ние постојано слушаме во јавноста дека промена на уставот ќе има. Меѓутоа, тоа се само технички промени, односно додавање уште 6 делови на народи во уставот, во член во кој што веќе постои македонскиот народ како државотворен народ, како граѓанин на државата, и уште 6 народи веќе ги има. Сега ние додаваме уште 6 народи покрај бугарите, ги додаваме и црногорците, хрватите, словенците, египќаните, евреите. И мислам дека тука апсолутно не би требало да има ништо спорно. Кои се гаранциите пратенички дека по усвојувањето на ваквите уставни измени нема да имаме ново вето од Бугарија или од некоја друга држава членка на Европската унија? Тука се главно истравувањата на граѓаните. Така, јас мислам дека ветото за прв пат доаѓа од внатре, заради тоа што ние не се осудуваме да го изгласаме ова, посебно опозицијата, од стравови и од заплашување на народот што би се случило ако има некој друго вето. Вето може да се случи во било кој момент. Вето може да постои заради екологија или заради некоја друга област во државата. Понатаму кога ќе се отворат поглавијата. Но ние од стравување да не се случи вето, да не ги отпочнеме преговорите е премногу голема жртва што би можела да се направиме. Јас сам ќе кажам во контекст на опозицијата. Нејасно е тоа што тие буквално во целиот процес овој немаат став. Затоа што тие од една страна кажуваат дека не се против бугарите во устав, но од друга страна кажуваат дека сакат да влеземе како држава во Европска унија, но се што да се направи од нивна страна е и да им се понуди, тие отстапуваат.
Ти велат дека власта не ги контактираше кога се подготвуваше договорот за добрососедство, не ги контактираше во преговарачката рамка, едноставно опозицијата била тргната настрана и затоа сега се случува ова што се Тие се случува. во секој сегмент и во секој дел од расправата поканети, тие можат во собранието се буквално цело време присутни и можат да учествуваат. Беа поканети и од премиерот и од министрите во текот на преговарачката рамка. Тие одбиваа, не присуствуваа, беа поканети кога комисијата ги припремаше амандманите. Рекоа дека немаа да учествуваат. Нивната насока и нивното делување е многу деструктивно и сметам дека на тој начин не можат да помогнат во овој цел процес. Само го успоруваат овој процес, секој ден за нас е загубен ден. Во овој контекст би сакала да кажам дека изминатите месеци, изминатите години, но особено изминатите месеци, во собранието доаѓаат голем број на функционери од Европа и тоа од земји членки на Европска унија. Еве нас не се поблиску, Словенија и Хрватска. Кога дојде во собранието, председателката на Словенија ни кажа дека таа како земја е наш голем поддржувач. Ни кажа дека нивниот пат за влез во Европска унија бил доста тежок. Заради тоа што тие морале да направат промена на устав, меѓутоа од други причини. Морало да дозволат странски државјани да купуваат недвижнини и имот во Словенија. Дека тие во тој момент со опозицијата, многу слично како сега ово што се случува кај нас, имале натегања, имале контрааргументи, имало спротивставени ставови во секој сегмент. Меѓутоа, кога дошло време да решат едно вакво клучно прашање, седнале заедно и се договориле. Може ли ВМРО и СДС да се договорат? Јас мислам дека може. Мислам дека треба разумот да преовладува и може да се договориме. Во тек е кампања за да се кажат што значи придобивките од влезот во Европската унија. Владата започнува таква кампања. Сметате ли дека и оние граѓани кои што се скептични и кои што стравуваат од уставните измени ќе го променат ставот, ќе го промени ставот и македонската опозиција? Сметам дека ќе го промени заради тоа што можеби во јавноста беше некоја друга представа за тоа што значи Европска унија, иако гледаме дека се поголем број од граѓаните од економски причини или од други причини вадат бугарски пасоши и пак одат во земји во Европа. Меѓутоа, еве уште еден пример би кажала за Хрватска и пристапувањето во Европска унија. Премиерот на Хрватска, кој што беше гостин во собранието и други експерти со него, точно и јасно кажа дека при контрењето со опозицијата имаат формирано Сојуз за Европа, во кој што заедно им земаат учество пред пристапувањето и опозицијата и позицијата, во кој што момент, исто како кај нас, сватиле дека тогаш е тој момент клучен за да пристапат кон Европска унија и сега, кога ги кажуваат сите придобивки, дека имаат 5 пати поголем буџет, тоа значи 5 пати поголем број на болници, на училишта, на инфраструктура. Тоа значи 11 пати поголема вредност по глава на жител добиени фондови со самиот влез и пристапување во Европската унија. Значи, на граѓаните треба да им биде доближено, поблиску да видат кои се тие придобивки. Или ако размислиме, која е нашата алтернатива? Јас постојано тоа прашање го поставувам и на опозицијата. Која е алтернативата? Дали сакаме да бидеме ние држави како Словенија и како Хрватска и брзината на развојот на тие земји, економскиот раст, или сакаме да останеме земја како земја затворени, затоа што сите ќе не поминат. Албанија ќе замине во преговорите без нас. Србија веќе е пред нас. Сите ќе одат напред, само ние ќе останеме затворени и заробени како што бевме 11 години. Навистина не е во ред. Реално 80 пратеници во овој момент се чини дека тешко може да се обезбедат, 73 ми се чини дека беа. Дојде Ескобар, доаѓаат дипломати од потежок калибар. ВМРО ДПМН вели дека преку соопштение кажаа дека му кажале на американецот дека уставни измени под бугарски диктат нема да има. Тоа значи дека повторно држат до ставот дека нема да има уставни измени. Од каде оптимизмот кај вас во власта дека ќе се смени ставот и дека ќе се изгласат? Според мене, подобро е сите пратеници од опозицијата да изгласат затоа што се работи за прашање дали сме за Европа или не сме за Европа. Гледаме дека промените во уставот
се од техничка природа. Ние тие промени може да ги направиме и да не е ова услов за почеток на преговорите. Меѓутоа, сметам дека притисокот кој што се врши и што го укажува председателот на опозицијата дека некој од власта го извршувал, апсолутно не е точно. Притисокот може би го изврши тој врз пратениците од опозицијата, заради тоа што подпишување некакви изјави не оди во прилог на никој и тоа е апсолутно барање некоја гаранција од нив дека нема да гласаат. Секој пратеник си има суверено право да се изгласа како размислува и како смета тој. Тој е избран од граѓаните и треба на тој начин да постапува. Сите што доаѓаат, еве гледаме зачестени се тие посети, доаѓаат да ни дадат подршка. Навистина би сакала, еве, и тука кога доаѓаат беше скоро германската амбасадорка и останати амбасадори и гости од Европа, би сакала граѓаните внимателно да ги слушаат, затоа што ние, ако споредиме со пред 10 години, немавме луѓе од страна. Сега доаѓаат речиси секој ден, председатели, премиери, министри, од Совет на Европа, од Европска комисија. И јасно и недвосмислено ни ја даваат својата подршка. Ни кажуваат дека стојат зад нас. Не би го правеле тоа ако навистина искрено не го мислат тоа. Исто така актуелно во државата е протестот на пензионерите, бараат линеарно покачување на пензиите, а не се согласуваат со на усогласување што се прави 2 пати во годината, бидејќи велат дека стандардот паѓа, тешко се преживува. Вие бевте на средба на иницијативниот одбор заедно со министерката Тренчевска во Кавадарци. Какви се шансите? Барањата се изнесени пред министерката. Во која насока се одвива работата? Може ли да се очекува прифаќање на ова барање за линеарно покачување? Јас навистина на почеток би сакала да ги поздравам сите пензионери од Кавадарци и од регионот, заради тоа што со нив имам една исклучително добра соработка од самиот почеток на мојот мандат и навистина многу ги почитувам, а и тие мене. Имаме многу често средби, заедно се договараме. Од пред 3 години заедно одевме и во Скопје, во министерства, во институции заради изградбата на домот за стари лица и навистина сметам дека можам да помогнам и на секој може начин им помагам и нив, заради тоа што тие се тие луѓе кои што сепак ова парче земја овде ни го оставиле во наследство. Сакам да укажам во однос на покачувањето на пензиите дека со министерката имавме еден исклучително добар состанок со нив и многу ми е драго заради тоа што заеднички го одржавме, има средба и со останатите пратеници. Ги кажаа своите барања пензионерите и навистина со покачувањето на цените јасно е дека со минималната пензија многу тешко се издржува еден месец. Тоа ни е на сите повеќе од јасно. Заради тоа, во овој период, комитетот, односно групата што е формирана од пензионери, веќе е почната со работа и со средби, во кој што ќе се дефинира износот на минималната пензија. Најважно од се е во моментот да се помогне на тие со најниски пензии. Процентуалното зголемување кое што ние законски го донесовме, претходно не беше така, има 2-3 пати во 10 години по околу 600 динари зголемување со претходната власт. Законот кој што го донесовме со измените за законот за работни односи, 2 пати годишно имаат осогласување. Процентуално осогласувањето, меѓутоа, на тој начин видливо и јасно дека повеќе растат во поголема вредност поголемите пензии. Во контекст на тоа, сега во моментот се договара висината на минималната пензија колку ќе изнесува и на кој начин ќе оди натаму покачувањето на пензиите. Пензионерите се јасни и децидни дека овој начин на покачување на пензиите не им одговара, заради тоа што побрзо растат повисоките пензии. Ние сме секогаш отворени. Јас мислам и на граѓаните и на пензионерите им е повеќе од јасно. Со кого и да побараат секогаш имаат средби. Заради тоа не би сакала да се доведуваат во ситуација да се малтретираат во понатамошни протести или штрајкови, заради тоа што веќе се работи на ова. Изминатите месеци се работеше на минималната пензија, сега веќе ќе биде воведена следните месеци, но и начинот на покачување на пензиите ќе, доколку пензионерите не се слагаат, можеби ќе претрпи и друг начин на покачување. Меѓутоа сметам дека линеарното покачување ќе биде иницијатива која што веќе е поднесена
од министерката нема да биде помината во Уставен суд, но сепак да почекаме да не зборуваме. Да каже Уставен суд. Да. 1 септември почнува нова учебна година. Лани долг период учениците беа без учебници, па поедини оделенија и до крај на учебната година остана. Сето тоа револтира, сето тоа го руши квалитетот на образование. По социјалните мрежи сериозни обвинувања на таа насока. Опозицијата вели дека еви оваа година ќе почне школската година без учебници. МОН вели дека учебниците се дистрибуираат. Пратенички, што очекувате, дали учениците ќе ја почнат школската година со учебници? Од најавите кои што ги имаме и од контактите мои, учебниците веќе се дистрибуираат. Минатата година беше проблем со учебниците по новата концепција и тие беа после неколку месеци, мислам, дистрибуирани, меѓутоа другите учебници и од основно и од средно училиште учениците ги има од претходно. Многу често доаѓав до ситуација да ме прашаат вистина ли немало учебници. Ама во средно училиште поготово и основно училиште, повисоките оделенија нема зашто да нема учебници. Тие се истите од претходната година, дадени на учениците во новите оделенија. Не би сакала опозицијата да меѓу граѓаните ствара некоја такво мислење дека учебници нема. Може да се случи некој учебник да задоцни, затоа што би сакала еве пред граѓаните да кажам цело тоа пишување нов учебник, рецензија, корекции, печатење, дистрибуирање. Тоа е еден процес кој што не може да се заврши во 2-3 недели. Доколку се брза, се прават грешки, па потоа имаме критика дека има направени грешки. Заради тоа е добро да се направи еден добар учебник. Таму има и огласи, па има повеќе пријавени, па треба да се избере, нели, кој ќе го пишува учебникот. Тоа е многу сложен процес кој што навистина заслужува внимание и не би требало да се брза. Само за информација на јавноста, да кажам, во стручните училишта, средни, има над 1050 различни видови на учебници. Ние имаме средни училишта, поготово стручни училишта, голем број на струки. И сега рачунајте, ако во една струка има 14 видови на различни учебници, кога имаме голем број на различни средни стручни училишта, колкава голема бројка е тоа. Заради тоа, од Министерството, заложбата е сите ученици оваа учебна година од 1 септември да ги добијат учебниците на време. Би сакала само да укажам дека во однос на инфраструктурата изминатите години навистина, тоа често го кажувам и на емисиите, дека навистина има многу подобри услови од изминатите години во однос на спортски сали, во однос на реконструирање на училишта. Остана уште кровот на Тошо Велков Пепето, кој што веќе има започната процедура и наредната година со почетокот на 2024 ќе биде променет и кровот и со тоа сите училишта во градот ќе бидат реконструирани училишта со сопствена спортска училишна сала. Тоа е многу добро заради тоа што тоа се основни услови за да се одвива воспитно-образовниот процес. Пратенички, благодарам што бевте наши гости. Редовно ги прифаќате поканите, транспарентно да проговориме со јавноста се она што е актуелно. Благодарам. И благодарам и вам.